Божитна вечер. Што навистина се случувало и што евангелистот Лука сака да ни каже за првата Божитна вечер. Јас ќе го повикам први да ни дојде Джеймс, да ни го прочита текстот, воведниот текст на Божитната приказна. Джеймс. Еден аплауз за Джеймс, затоа што чита преноски. Джеймс. Во тие денови излезе заповед од Цезарот Август да се попише сето население. Тоа беше прв попис за време на управувањето на Квирини со Сирија. И одеа сите да се запишат секој во својот град. Па така и Јосиф од Галилеја, од градот Назарет, одите во Јудеја, во Давидовиот град наречен Видмен. Бидејќи беше од домот и од родот на Давид, за да се запише со својата свршеница Марија, која беше зачнала. А кога беа таму се исполнија деновите за да роди, и го роди својот првороден син. Го пови и го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата. Амен. Джеймс. Океј. Овде евангелистот Лука ни дава еден историски контекст, еден историски момент. Лука се обидува да ја представи фактичката состојба за раѓањето на Исус. Ќе каже Цезарот Август, значи Цезар, во времето на Цезарот Август, кога Квирини во Сирија бил некој таму важен, речи се секоја етапа од приказната за Исус е историски лоцирана на начинот на кој во тоа време се сметало времето. Денеска која година е? Која нова година ја прославевме сега? Која беше? 2024 или? 2026. Така ли, Марко? Тоа беше новата година, 2026. Ама од кога броиме ние години? Знаете ли од кога броиме години? Од денот кога се родил Исус. Исус се родил во првата година, тоест во нултата година. Така броиме. Броиме од времето кога се родил Исус. И сега на нас ни е лесно да кажеме 2026 година од кога се родил Исус. Од тогаш ги броиме годините. Ама како луѓето ги броеле годините е претходно. Како луѓето знаеле во кое време се случуваат нештата. Епа, тоа може да го видиме кај евангелистот Лука. Он вика во времето кога Квирини, кога Август, кога така натаму, кажува во кое владење на кој цар се случило тоа што се случило. Светот го брои времето сега од раѓањето на Исус. Но Лука, пишувајќи на начинот на кој се сметало времето пред Христос, тој ги набројува значајните владетели, бидејќи знае дека за нив би имало многу записи, би имало статуи и што ли се не. За луѓето после многу време, кои ќе читаат за Исус, ќе ги видат сите тие записи, ќе ја видат сите тие статуи што ги има и кажа, тогаш се родил Исус. Тоа што Лука не го знае, во тој момент, има нешто што Лука не го знае, а ние го знаеме денес. Значи, има и многу такви работи. Иако тие знаеле многу, има некои работи кои ние ги знаеме, а тие библиските писатели поима немале. Што значи тоа? Некој од нас, може би слушнале за Цезарот. Знаеме за Цезарот. Сме слушале за Цезарот Август. Но никој од нас 5 пари не дава за Квирини од Сирија. Кој слушнал за Квирини? Никој. Никој од нас не ни слушнал за Лисани, четворовласник на Вилимија. Во времето на Лука, Лисани бил многу важен. Денеска, Лисани е никој и ништо. И дека Понтиј Пилат, во времето на Исус Понтиј Пилат бил важен. Или Ирод, четворовласник на Галилеја. Тие луѓе ги знаеме, знаете ли зошто? Само заради Исус. Сите тие важни луѓе од тогашно време кои сметале дека се важни, во денешно време, тие се тотално небитни и ги знаеме, сме слушнале за нив. Не затоа што се важни, они, туку заради приказната на Исус.
Тоа Лука не го знае. Ние денес го знаеме. Дека Исус е центарот на историјата на светот. Сите тие историски личности ние ги знаеме само затоа што се дел од приказната на Исус, а не обратно. Сепак, Лука сака да ни долови една важна работа. А тоа е дека Исус не е само нека теолошка тема. Не е само нека филозофска тема. Исус не е само некаква кулминација на приказната за Израел како народ и символичко исполнување на улогата на Месија, на избавител, кој бил чекан доста време. Исус, тоа што сака Лука да ни го каже, е личност како мене, како Марко, како Мила, како Дори, како Джулс. Исус бил личност како секој еден од нас, човек кој живел во одредено време. Бил дел од одреден народ, од одредено семејство. Лука со секој детал се обидува да ни го доближи Исус на сите нас и да ни покаже дека неговата цел не е да ни елаборира некој светоглед наспроти сите достапни светогледи кои постојат околу него, а ги имало многу, туку тој ни представува личност која живеела во одреден историски контекст. Тоа сака Лука да ни го каже. Лука така го почне своето Евангелие. Од сите тие истражувања што беа пишувани, приказни кои беа раскажани за Исус, Лука вели така и јас си седнав на столчето или си ја земав торбата и отидов на секаде да истражувам, да слушнам се што има да се слушне за Исус и затоа сега го пишувам ова Евангелие. Исус е човек роден во Витлеем, во многу нормални услови, ништо фенси, ништо возвишено од едно обично, повозвишено од едно обично раѓање на човек. Всушност, раѓање на човек на многу недостоинствен начин, во штала кај што се раѓале животните. Нашата неспремност во тој чин се покажала како најмногу во овој момент. Всушност, читајќи приказната поратома ќе видиме дека раѓањето на Христос во штала, во Витлеем бил еден момент на раѓање под радарот. Знаете, Исус се родил под радарот. Не се родил во некоја палата, не бил тоа со зурли тапани најавен, настан и така, не го чекале сите, два чекаме да се роди, како што чекаме да се роди дете, се сеќавам дека секоја трудница тука што е, цело време прашуваме, кога е дата на раѓање? Сега, тогаш можеби не знаеле, сега имаме ние крајна дата на раѓање, све ние организирано и се спремаме, го чекаме тој момент, знаеме кога отприлика и кога ќе се роди детево, сите славиме. Исус некако се родил под радарот. Некако нечујно, малте не скриено во штала, во пештара. И верувам дека имало причина. Нашите представници, човечки представници, оние кои биле на власт, тогаш биле ужасно вознемирени за самата идеја дека се родил Исус. Ирод, оној најмохниот кој е спомнат, има проблем не само со самиот концепт на Христовото раѓање, туку има проблем и практично. Не може да го најде кај се родил Исус. Мислам дека најмалку очекувал сето тоа да се случи во некоја штала во Витлеем. Има еден виц, деца слушате го вицуце, многу е важен. Има еден виц за кога Америка и Македонија прогласиле војна. Го знаете вицот? Значи, Македонија прогласува војна на Америка, и вика сега ќе се тепаме, и македонците взимаат тие два авиони што ги имаме, ги праќаат таму, фрлаат една бомба таму, ништо не прави штета, и вика чекаме сега одбрана, Америка да не нападне. Чекаат, немаат ништо. Го праќаат до авионот повторно, авионот оди фрла таму, уште една бомба, овие нашиве пак чекаат, Америка ништо не прави, не ги напаѓа. Им пишуваат на американци, ало, ние прогласиме војна, зашо не напаѓате? Ние уништивме таму 2-3 згради. Американците вика, само да ве најдеме кај сте на мапа, ќе видите вие. Ја мислам дека нешто слично се случило со Ирод и Исус. Исус бил роден на едно такво место, што Ирод појма нема кај би можело тоа да биде. Може би Ирод валјда знаел кај е Витлеем. Ама што се случува освен неговата палата, инфраструктура која тој изградил, друго ништо не го интересира. Кога доаѓаат мудреците, вика, на твоја територија се роди следниот цар. Ирод наместо како домаќин да каже,
Па јас знам кај е царот, или дај да го најдеме, тој цар вика, ај ојте вие барајте го, вие што сте од кој знае каде, па јелате кажете ви на мене. Исус се родил баш на едно такво место, под радарот. Да не може ниту Ирод да го најде, и никој друг. Ирод со сета машинерија на војска, свештеници, левити, законодавци и поддржувачи, неуморно го бараат Исус по целиот крај, вознемирен од едно мало бебе, кое се родило во штала кај животни. Колку само бил во заблуда Ирод. Мислеше дека Исус ќе се залета по неговата јадна палата, по неговата расклатена позиција на власт, по неговата ефтина слава. Ирод мислеше дека Исус доаѓа и он е царот и сега Исус ќе тргне по неговата слава, по неговата власт. Колку мал бил Ирод. Никој и ништо. Исус на ум и во план имаше нешто многу поголемо од таа јадна борба за превласт. Исус како цел го имаше непријателот, кој го имаше Ирод за себе како свој поданик. Исус ќе исполни својата цел до самиот крај. Читаме следниот дел. Може ли? Caroline, come on. Слушайте го следниот текст. Аплауз. Во тој крај имаше пастири кои престојува во полето и чува ноќна стража крај својата стадо. И ете, ангел Господов застана меѓу нив и Господовата слава ги осветли, многу се исплашија. А ангелот им рече, не плашете се, еве ви благовестам голема радост, која ќе биде за сите луѓе, зашто денес во Давидовиот град ви се роди Спасител, кој е Христос Господ. А ова ви е знакот. Ќе најдете повиено дете кое лежи во јасли. И одеднаш со ангелот се јави многу бројно небесно воинство, кое го славеше Бога велики. Слава на Бог во висините, а на земјата мир меѓу луѓето добро воли. Амен. Океј. Во Давидовиот град се роди Спасител, кој е Христос Господ. Интересен термин. Христос Господ. Спасител, Христос Господ. Зошто Христос Господ? Кога бев дете ги учевме тие стихчиња за Божик, ако сте растеле во традиционална црква, секој Божик се учеа стихчиња. Колку постар си, толку подолго е стихчето да го научите. Ти доаѓаш до цела глава да научиш на памет и после кога ќе дојде Божик, сите седат и деца излегуваат, кажуваат стихчиња. Тоа беше традиционално во црквата кај што расте. И ова, јас се сеќавам дека еден Божик овој стих го учев на памет. Христос Господ. И како дете ги учиш ти некои фрази, не ги разбираш ти некои појмови, ама ги учиш напред. Мора да ги научиш, тоа е тоа. За да добиеш пакетче, иначе нема пакетче. Христос Господ. Сега веќе во овој дел Лука сака да ни каже вака. Од шталата сега одиме на небесата. Зошто? Затоа што Исус е човек, пообичен човек, од него не може да постои. Он е човек. Но тој е многу повеќе од само човек. Иако гледате човек, иако гледате на мало обично бебе, мноштвото ангели го потврдуваат неговиот посебен статус и го откриваат неговиот небесен идентитет. Трите термини кои се спомнуваат тука, Спасител, Помазаник или Христос и Господ, се три многу важни термини што адресираат три важни појмови. Прво, Спасител или Сотер. Првиот збор е Сотер. Тоа е грчкиот збор за Спасител. Во тој момент, повелете се. Во тој момент, Сотер или Спасител била титула која се користи за Цезарот. Цезарот бил наречен Спасител во тогашно време. Го величале како Спасител.
Кога во првиот век христијаните, тоа е една од важните причини зашто христијаните на почетокот биле прогонувани. Кога ќе кажете дека друг освен Цезарот е спасител, кажувате друг освен Цезарот владее со оваа област. И затоа христијаните голема причина зашто биле прогонувани. Спасител е титулата која се користела за Цезарот. Тука Лука преку овие зборови на ангелите го адресира слушателството римјани, кои ја слушаат оваа приказна. Дека не е Цезарот оној кој е спасител, Исус е спасител. Вториот термин е Христос, или Месија, или помазаник. Зависи кој превод го читате. Втората група, тој ги адресира евреите. Затоа што тие очекувале Христос, тие очекувале Месија, помазаник, оној кој е најавен да дојде, да го избави Израелот, да го избави Божиот народ од робството. Во тој момент не знали од кое робство, не биле свесни, мислеле можеби ќе не спаси од римското робство, може ќе не спаси од робството на лажниот цар Ирод, не знам. Христос, Месијата, е дојден да ги спаси од робството на гревот. Оно робство од кое ти не може да се ослободат, не може да си помогнат. Затоа тој е Христос. И третиот термин, Господ, е грчка збор Куриос. Куриос, Господар. Господар на се видливо и невидливо. Кога кажуваме Никејското кредо, се користи токму тој збор. Веруваме во Бог, Таткото, Бог Создателот, Создател на се живо, на видливо и невидливо. Господар на се, видливо и невидливо. Ги адресира римјаните, Сотер, Спасител, ги адресира евреите, помазаник Христос и Месија, и Куриос ги адресира сите останати, не само народи, сето останато создание. Затоа што тој е Господ над се, Спасител, Христос, Господ. Сите овие појавувања на ангели само покажуваат колку насушна потреба ни е откровението од небесата. Дури на Јосиф и Марија им требаше потврда и охрабрување во целиот процес. Ако некој знаел најмногу што се случува, тоа се Јосиф и Марија. Прво им се јавува на Марија, овој ангелот Гаврил, и кажува што е работа, како ќе се случува. Му се јавува на Јосиф и на него му објаснува. Значи, ако некој знае што се случува во овој момент во врска со овој мало бебе Исус, тоа се Јосиф и Марија. Но иако тие се најапдейтирани, најупатени, најрационално, како да кажам, сеопфатно знаат што се случува, сепак и на нив им треба охрабрување, им треба потврда преку тоа Божјо откровение. Иако беа сведоци на многу чуда и на чудото, на зачнувањето, на сите тие разговори со ангелот Гаврил кој го најавил доаѓањето на Исус. Иако беа сведоци на чудо после чудо цело време, сепак после сите тие сведоштва, тие пак се чудеа. Дури и при посетата на храмот, евангелистот Лука не пишува, а Јосиф и мајка му, откако се сретнаа со Симеон, пророкот Симеон кој бил во храмот, и пророчицата Ана, кој кажа нешто за Исус, вели вака: а Јосиф и мајка му се восхитува на она што зборуваа за него. Иако се знаја, на секоја појава, на секој нов збор за Исус, тие повторно беа вчудени видени. Вау, чекај се, кој е тоа дете? Кој на нас не е доверено? Се уште не ни е јасно. Откровението од небото, погледот од Божјата перспектива, е важен секојдневно. Без разлика на познавањето на сите тие информации од Библијата, па дури и кога канонски и догматски ќе разбереме и веруваме правилно, ние сепак имаме потреба од Божите зборови кои вдахнуваат живот во нас. Секојдневно имаме потреба да бидеме отворени, да го слушаме Божиот глас. Преку неговиот збор и повторно преку неговото откровение, да бидеме освежени и фасцинирани. Не знам дали сте читале од Библијата некој текст по 100 пат и тој 100 пат повторно да ве фасцинира на еден нов начин. Го читате овој текст и кажете: чекај бе, го читав јас ово. Мога као прв пат да го читам се. Бог некако повторно ви зборува. Одиме понатаму со читањето. Мила, дали е спремна? Ајмо, Мила. Евели, Мила.
меѓу себе. Да поидеме во Витлеем и да го видиме тоа што се случило како што ни соопшти Господ. И брзо дојдоа и ги најдоа Марија и Јосиф со детето кое лежеше во јасли. Штом го видеа, соопштија за се што им беше речено за тоа дете. И сите што слушнаа се восхитуваа на оно што им го говореа пастири. Амин. Браво. Океј. После Божјото откровение, кој го видел пастирите, постои само еден правилен чекор, една правилна одлука. А тоа е акција и лична одлука и одговор на тоа откровение. Да имате откровение од Господ, не може да останете исти. Не можете да останете равнодушни. Можеш да седнеш во некој ќош и да се пресметуваш, можеш тоа да го направиш. Да размислуваш, да мудруваш. И многу луѓе тоа го прават. Ја слушнат Божјата порака, и го доживеат Божјото откровение и седат во ќош. Единствениот одговор е да се предадеш и да се посветиш на таа небесна визија и да станеш сведок за оно што Господ го има направено во твојот живот. Пораката на Исус се споделува преку сведоштво. Што значи, мора претходно на тоа сведоштво да му предстои некакво искуство. Не може да бидеш сведок на нешто што не си го доживеал. Разбирате? Не може да бидеме сведоци на нешто што не сме го искусиле, доживеале или слушнале. Можам да бидам сведок единствено ако имам одредено искуство за одредена работа. Исус мора да се доживее, за да можеме да разгласуваме за Него. Традиционално се верува дека ешалонот на пастири во тоа време се сметале за луѓе кои се малку груби. Такви биле пастирите. Тие се луѓе кои се надвор, изложени на секоја временска појава. Се тепаат со волци, со лави, со што ли се тепаат да чуваат овците. И биле таму малце по-груби луѓе биле. Како да кажам, биле малку нескротени. Диви луѓе биле, нескротени луѓе, не може да ги припитомиш тие луѓе. Недоволно вклопени во традиционалните норми. Значи имало традиционални норми како треба да се однесуваш и ги имаме пастирите, кои се имате таков животен стил. Настана се нетрадиционални во нивната појава. Тие се аутсайдери. Тие се цело време надвор. Знаете, во античкото општество, например, опасности да доаѓаат секојаш од надвор. Се додека си во заедницата, ти си окей. Аутсайдерот, тој од надвор што доаѓа, тој е проблемот. Значи, оние биле аутсайдери. И биле малку проблематични. Такви биле како група. Ама таков животен стил живееле. Со други зборови, од денешно време, тие биле моторџи. Така ги доживувам некако. Така ли? Нашава група. Нашата група, нетрадиционални. И ако се сближите со нив, ќе видите дека таа нивна страшна појава, уствари под нив се крие, по таа страшна појава се крие меки срца. Се кријат прекрасни луѓе. Пастирите кои биле на таква група на луѓе. Таа група била најпрвата група која била мисијски повикана од Господ да навестува за неговиот син Исус. Пред воскресението, пред било кое чудо друго да се случи, тие зборувале на Исус и сите биле восхитени. Тие биле првите сведоци, првите евангелизатори кои раскажувале на секаде за Исус. Без разлика од каде доаѓаш, секој од вас може да сподели за Исус. И ќе прочитам една од тие песните што ги читав во изминатиот период. Од Дорис Акерс. Вели, сакам да бидам искористен од Бог. И знам дека за тоа да се случи треба да бидам сад кој ќе дозволи да биде користен. Мојата најголема желба е да бидам корисен и наместо да бидам пасивен, попробо би бил вратар во домот Божи. Во една стара песна како дете слушав која велеше: ако не можеш да пееш како ангелите, ако не можеш да проповедаш како Павле, има едно нешто што можеш да го направиш. Можеш да кажеш за љубовта на Исус
ти можеш да кажеш дека тој умре за сите. Тоа можеме да го направиме. Тоа го правят пастирите. Еден таков повик има за секој еден кој има искуство со Исус, да биде сведок за него. И за крај го повикал Марко, да ни го прочита последниот дел од овој текст. Аплауз! А Марија ги запази сите тие зборови и размислуваше за нив во своето срце. Амин! Марија ги запази сите тие зборови што ја беа кажени и размислуваше за нив во своето срце. Што значи да ги запази тие зборови? Што значи тоа? Зборот кој е употребен тука е сунтерео. Грчкиот збор сунтерео, да ги запази. Сунтерео е збор која се користи во тие моменти, кога ќе зачуваш нешто драгоцено. На кој начин би го чувал накидот кој си го наследил генерацијски од твоите? Има некој накид, нешто вредно, кое твоите дале, да каже, ова е наследство, неколку генерации наследство. На кој начин ќе го чуваш ти тоа? Да го зачуваш тоа? На кој начин би чувал некој важен артефакт од историјата? На кој начин, што мисле французите, ја чуват Мона Лиза? Не сум бил во Лувр, но тоа што слушам, дека може да ја видиш Мона Лиза само од далеко. Позади сите тие стакла, блиндирани, и се чува Мона Лиза. Не ја реставрираат со години затоа што се плашат да не се изгуби ни мал детал од таа слика. Еден сличен начин, Марија ги зачува овие зборови од пастирите. Ги слуша, ги става длабоко во своето срце. Ги зачува да се сеќава на тие зборови секогаш. Марија овие зборови ги зачувала како нешто драгоцено. Бидејќи тие сеќавања, и тоа е многу важно, тие сеќавања за тие зборови ќе бидат извор на сила во време на премрежија и потешкоти кои ќе следат во нејзиниот живот. Господ во нашите сеќавања ќе остави такви моменти кои ќе бидат извор на сила во време на тишина, во време на потешкоти и во време на премрежија. Има многу сеќавања кои Господ ќе ги стави во твоето срце. Јас се сеќавам на Божиот повик за мојот живот да идам во служба. Тоа беше еден тежок момент за мене, во кој јас морав да одлучам што ќе правам со мојот живот. Беше многу интензивен момент. Многу интензивен момент. Беше многу тешко, но од друга страна го слушав Божиот глас многу јасно како ме повикува да го следам во таа мисија. И знаете ли што? На почетокот беше прекрасно. На почетокот некако ми се чинеше многу лесно. На почетокот сикам, зошто ле другите црковни водачи не водат толку со леснотија? Затоа што, знаете, медениот месец во секој аспект од животот е лесна работа. Би требало да е лесна работа. Медениот месец, таа прва година, во тој занес, во таа љубов за нешто, тоа е лесно. Но после кога ќе дојдат тие малце подлабоките прашања, си кажеш, па не било толку лесно. Не било толку лесно. Во тие моменти, во тие први моменти кога Господ ти всадува некои толку силни сеќавања, како и Марија, зачувај ги тие драгоцени моменти во тебе. Зошто? Затоа што тие во одреден момент ќе станат извор на сила, во моменти кога има страшна тишина, во моменти кога е тешко, во моменти каде што гледаш натаму, лево, десно, дури горе, доле, имаш чувство дека твоите молитви се одбиваат од табанот. Тие моменти со Господ стануваат сила, извор на сила да одиш понатаму. Моментот кога Исус е раснат и кога неговата мајка го гледа како е раснат. Јас верувам дека во тие моменти таа можеби и се сеќавала на тие зборови. Се сеќавала на зборовите на Симеон пророкот, кој кажал со нож ќе го прободе твоето срце, да знаеш. Он ќе биде голем, но и твоето срце ќе биде прободено со нож, да знаеш. Он ги зачува сите тие зборови, затоа што во одреден момент тие стануваат извор на сила. Можеби сега некој од вас доживува криза во верата. Можеби на овој Божик
Господ сака да ве подсети на еден таков момент. Може би Господ сега овој Божик ве подсетува на првиот момент кога тој ви се открил. Првите зборови кои сте ги слушнале од него. И некои први моменти на таа прва блискост, прва средба со него, кои биле толку освежувачки, кои биле толку драматични за тебе. Прв пат ја чувствуваш таа слобода по која си копнел цел свој живот. Сега после години и години во верата, некако спаснале работиве. Некако можеби пак си се затупал у некој ќосокак. И едноставно размислуваш се што, како, на кој начин и така натаму. Можеби сега Господ сега те враќа на некои први зборови кои тој ти ги дал од самиот почеток. И каже, остави се на страна. Погледни ме мене. Види ги тие први искуства кои си ги имал со мене. Извади ги сега овие зборови, овие искуства од твојот сев на твоето срце, твоите сеќавања, кога Господ ти кажал нешто многу јасно. Немој да бидеш реактивен во тие моменти. Знаете, ако Јосиф и Марија биле реактивни, кој знае кај ќе заврши Исус? Ако биле реактивни. Тие во цело зависеле од Божјата објава за секој чекор од неговиот растеж. Биле во Витлеем, отишле во Египет, па се вратиле од Египет, па се преселиле во Галилеја. Сето тоа како резултат на Божјата јасна објава чекор по чекор. Да зависиме од него. Да ги извадиме тие зборови од нашите длабоки искуства кои сме ги зачувале, да бидат извор за наша сила. И за крај, од мојата порака, ќе прочитам една химна, која мене многу ме изборува многу пати кога ми е тешко во животот. Химната се вика "Сеќавај се на Божите зборови и на Божите дела, кои ќе дојдат тешки денови, преку Божите зборови кои се во нас и искуства кои сме ги насобрале, радоста Божја ќе има пат да извира повторно од нас." Еве е химната. Кога бури во животот те нападнат, кога си обесхрабрен, разочаран, преброј ги ти за час сите милости колку Бог ти дал, ќе се изненадиш. Сите милости ти преброј ги, една по една повтори ги. Милости исто така и благослови. Спомни си за се што си добил и ќе видиш колку добар Бог кон тебе бил. Кога во тешки грижи ти си потонат, крстот што го носиш ти е отежнат, преброј ги ти за час сите милости. Тивка песна в срце ке ти се роди. Сите милости ти преброј ги, една по една повтори ги. Спомни си за се што си добил и ќе видиш колку добар Бог кон тебе бил. Кога гледаш богатство кај другите, спомни си што во небо има за тебе. Помисли на се што Исус ветува, тоа што со пари не се купува. Сите милости ти преброј ги, една по една повтори ги. Спомни си за се што си добил и ќе видиш колку добар Бог кон тебе бил. Последната строфа. Затоа сред неволи охрабри се. В Божи раце слободно препушти се. Ангели низ живот ќе те поведат, сигурно до небо ќе те донесат. Сите милости, сите благослови ти преброј ги, една по една повтори ги. Спомни си за се што си добил и ќе видиш колку добар Бог кон тебе бил. За последна молитва и повикам Дори и Хана да ни ја прочитат молитвата, ќе станеме. Слушате ги зборовите кои ќе ги прочитат и тоа ќе биде нашата молитва за оваа проповед. Додека го подготвуваме нашиот дом за престојната Божикна сезона, ќе подготвуваме и нашите срца за Христос кој повторно доаѓа. Ти дојде еднаш за својот народ, Господи, и повторно ќе дојдеш за нас. Иако немаше место во конакот да те примат при Твоето прво доаѓање, ние ќе подготвиме место тука во нашите срца и тука нашиот дом. Господи Христе,
Додека украсуваме и славиме, го правиме тоа за да го одбележиме секавањето на Твоето окупително влегување во нашиот скршен свет, о Боже. Нашите блескави украси и божинки елки, нашите празници, коледарсни песни, нашите богати трпесни, дека нешто чудесно се случило. Во времето и просторот, дека Бог во едно определена ноќ, на едно определено место, пред толку многу години се роди за нас. Цар како дете, нашиот принц на мирот. Нашите венци и панделки и шарени светилки, нашето дарување подароци, нашите дружби со пријателите, никогаш не биле цел сами по себе. Тие се само мали начини со кои повторуваме онаа одекнувачка радост првпат објавена од ангелите на небесата над Витлеем. Со оглед на таквите големи вести за љубов објавени нам и на сите луѓе, како да не бидеме потикнати на пофалба и славење во оваа Божиња сезона. Додека ја украсуваме елката и додека се гостиме и смееме и пееме заедно, се подготвуваме за нашата идна радост. Се подготвуваме да го пречекаме оној кој веќе со расширени раце не пречека нас. И ти подготвиме место тука во нашите срца и тука во нашиот дом, Господи Христе. Сега го славиме Твоето прво доаѓање, Имануел, додека копнееме по Твоето враќање. О принцу на мирот, наш постар брату, врати се наскоро, многу ни недостигаш. Амин. Амин.